Продолжуваме ние понатаму на слична тема, она што е во фокусот на денешниот ден, Светскиот ден на здравјето. Имено во 1948 година Светската здравствена организација го одржала своето прво здравствено собрание, на кое што е решено 7 април секоја година да се одбележува како Светски ден на здравјето, почнувајќи од 1950 година. Овој ден е одлична прилика кога треба да се привлече меѓународното внимание во однос на здравствените проблеми со кои што се соочува светот. За значењето на Светскиот ден на здравјето, но и за тоа колку пандемијата на COVID-19 не научи да се грижиме за собственото здравје, ова утро разговараме со Даријан Трајанов, магистар по јавно здравје. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата и чест ми е да бидам денеска гостин, да говориме на една многу важна и многу корисна тема поврзана со Светскиот ден на здравјето. Светскиот ден на здравјето е еден од 8 здравствени денови во годината на Светската здравствена организација. Токму така ќе го започнеме разговорот. Зошто е важно одбележувањето на ден кој што ќе не потсети на важноста на нашето здравје и колку грижата за собственото здравје е нешто што треба да се прави во континуитет, а не само во оние моменти кога истото ни е нарушено. Овој ден е ден кој што не подсетува и не укажува на тоа дека здравјето не е само кога нас не боли глава, болни сме, настинати или слично. Укажува на тоа дека здравјето е многу повеќе од тоа. Укажува на тоа дека здравјето е основата на нашето живење, на сето она што ние сакаме да го постигнеме. Сега, ако малку навлеземе подлабоко во тоа што е здравје, ќе кажам дека здравјето представува целосна физичка, ментална и социјална добросостојба, а не е само отсутство на болест или инвалидитет. Што конкретно тоа значи? Тоа значи дека за да јас бидам здрав како поединец, покрај тоа што треба да имам добро физичко и ментално здравје, сепак треба да имам основни услови за живот, да имам можност за образование, за топол дом, за безбедна храна, чиста вода, хигиенски услови кои што ќе ме возможат да ги постигнам своите цели и да имам еден здрав и среќен и исполнет живот. Е сега во однос на второто прашање, јас прво би рекол вака, за да бидеме успешни во тоа што сакаме да го работиме и да постигнеме одредени резултати на професионално поле, на приватно поле, прво треба да бидеме најдобри во водење и грижа за собственото здравје. За да бидеме најдобри во нешто, мора да имаме континуитет. Тој континуитет бара редовно вложување во собственото физичко и ментално здравје. Колку е важно да се обезбеди на времена и квалитетна здравствена заштита, ако податоците на Светската здравствена организација говорат дека речиси половина од светското население се уште нема пристап до основните здравствени услуги? Здравствената заштита е од огромна важност за целокупното здравје на еден поединец, на една нација, на една држава. Зошто го велам тоа? Тоа го велам затоа што здравствената заштита е таа која што едуцира, таа која што лекува, која што превенира, која што спречува болести, односно го подготвува поединецот и општеството првично да може самостојно еден поединец да го контролира своето здравје, да го превенира. Е сега, за се тоа за да се реализира, ние мора да имаме еден соодветен, стабилен, здравствен систем кој што ќе може да го подреди сето ова и да помогне во навременна, квалитетна здравствена заштита која што е од огромна значење, од огромна важност за напредокот, продуктивноста и успешноста на една држава, на една нација. Е сега, ако погледнеме во однос на вториот дел од прашањето, ќе видиме дека токму така голем дел од луѓето се соочуваат со оние основни проблеми кои што се во делот на здравјето и немаат соодветна и навременна квалитетна здравствена заштита. Затоа мора да имаме здравствен систем кој што ќе биде стабилен и финансиски за да може сето ова да го подкрепи и да обезбеди навременна заштита. Што научивме од искуството со пандемијата со COVID-19 во изминативе 2 години? Потребна ли ни е заедничка глобална акција за подобрување на здравјето ни и благосостојбата и како до истата? Секако. Во пандемијата не научи дека здравјето треба да не биде приоритет број 1 во нашето живење и како поединци и како држава. Од друга страна, в пандемијата не научи дека треба да бидеме едуцирани. Без разлика кој доаѓа од различна фела, дали сме економисти, правници, инженери и така натака. Секој треба како поединец да биде подготвен да ги има оние основни познавања како да го заштити своето здравје, како да се справи во одредени здравствени проблеми. Од друга страна, пандемијата не научи како да бидеме подготвени доколку се случат вакви несакани проблеми кои што го загрозуваат целокупното јавно здравје на една нација, на еден човек. Како заедница и како луѓе, како поединци, како држава, треба да бидеме сите заедно во овој процес на креирање на соодветни здравствени политики, здравствени стратегии кои што ќе бидат во насока на промоција на здравјето, негово напредување, заштита и обезбедување подобар и поквалитетен живот за сите.
И сега на Светскиот ден на здравието, секоја година Светската здравствена организација иницира здравствена тема која што всушност ги поврзува луѓето од целиот свет. Годинашната тема е нашата планета, нашето здравје. Од СЗО вела дека во сред пандемија на COVID-19 со загадена планета, но и раст на бројот на новозаболени од рак, од астма, од срцеви болести, но овој ден светот, но и СЗО акцентот треба да го става токму на активности со кои што треба да се одржат луѓето, но и планетата истовремено здрави, но и да се потикнат општеството всушност да работат на добросостојбата на луѓето. СЗО проценува дека 13 милиони смртни случаи ширум светот секоја година се предизвикани токму од проблеми со загадената животна средина, кои инаку можат да се избегнат. Се чини ова уште еден аларм дека нашето здравје е директно поврзано со заштитата на животната средина. Дефинитивно. Секако, како што го напоменав тој претходно, нашето здравје зависи од одредени фактори кои што се случуваат околу нас. Нели, тоа се оние основни услови за живот. Чиста хигиена, чиста вода за пиење, безбедна храна, чист воздух. Голем дел од луѓето во светот се соочуваат со проблемот на загадување на воздухот. Тоа е нешто кое што негативно влијае врз нашето здравје, предизвикува одредени хронични заболувања и така натака. Затоа мораме да бидеме свесни како поединци дека треба да ја чуваме животната средина, треба да ја чуваме природата затоа што таа е тука за нас и ние мораме да бидеме тука за неа. И како велат, природата може без нас, ние не можеме без неа. Она што исто така би требало да го напоменеме дека животната средина е само еден од предусловите за нашето здравје. Тука си оние превентивни прегледи на кои што постојано апелираат здравствените работници и се уште апелираат дури пред почетокот на пандемијата. Колку се тие значени за рана детекција и навремена интервенција во справување со проблемите со нашето здравје и како да се потикне населението и всушност да се разбуди свеста дека имаме одговорност пред себе во однос на собственото здравје. Што може да се направи конкретно на тој план? Превентивните прегледи се една огромна алка во целиот овој процес на културно и здраво живење. Зошто го велам тоа? Тоа го велам затоа што превентивните прегледи ни даваат една јасна слика за тоа да видиме во каква состојба се наоѓа нашиот организам, нашето здравје, нашето тело. Превентивниот преглед ни помага да се откријат одредени аномалии или недостатоци кои што се наоѓаат во нашиот организам, истите да бидат превенирани, излекувани и нели да бидат спречени, да не дојдат до несакани последици. Е сега, како да се потикне тоа? Како да се луѓето едноставно потикнат да бидат во тој дел, односно да бидат насочени кон тоа да ги прават превентивните прегледи? Главниот момент е дека треба да се направи тоа преку една едукација, која што ќе биде спроведена во различни делови, односно едукација во образовните институции, едукација на работните места, односно едукација која што ќе ја укаже важноста на превентивните медицински прегледи, кои што ќе го напредат и ќе го заштитат нашето здравје. Сметате ли дека се уште го земаме нашето здравје здраво за готово? Сметате ли дека пандемијата некако влијаеше да го промениме оној генерален став кон собственото здравје? Па искрено сметам дека пандемијата имаше влијание да го промениме тој мислењето ставот кон здравјето, дека здравјето не треба да го земеме здраво за готово. Има дел на луѓе кои што се уште си ги тераат оние нели навики кои што претходно биле, меѓутоа има луѓе кои што навистина ги променија своите навики и работат на превенција на своето здравје. Редовно спортувам, еве еден пример на градскиот КЕИ, гледам дека има луѓе кои што навистина спортуваат и тој број е се поголем и поголем и тоа е она што ме радува. И тоа е од различни генерации. Тоа на што ќе го ставиме фокусот во наредните минути, нашето здравје во голема мера зависи од начинот на нашиот живот. Може ли во денешното динамично темпо на живот да се најде време всушност за здрав начин на живење? Што подразбира тој? Која е онаа формула да се направи тој баланс помеѓу професионалните врски и грижата за собственото здравје? Така. Клучото што треба да го разграничиме е дека грижата за своето здравје не треба да представува обврска. Треба да представува задоволство, љубов и почит кон здравјето. Кога тоа ќе го разграничиме, ќе ни биде многу полесно да се насочиме кон тие професионални обврски, затоа што кога имаме здравје, можеме да ги постигнеме сите оние обврски кои што ние сме ги зацртали, да ги постигнеме сите планови во текот на нашето живење и да го поставиме тој баланс. Грижа за своето здравје, реализација на професионалните обврски и нели реализација на оние приватни обврски кои што ги имаме во семејството со пријателите. Здравиот начин на живот подразбира подеднаква грижа за своето ментално и за своето физичко здравје. Сите оние елементи кои што се однесуваат на консумирање на здрава исхрана, редовна физичка активност, редовен сон и одмор, користење, внесување на доволно течности и грижа за своето ментално здравје го сочинуваат тој круг на здраво и активно живење.
Да ги споменеме и незаразните заболувања како еден од главните фактори за голема смртност на глобално ниво. Што говори светската статистика во однос на нив и кои се најчестите причини токму за нивна појава? Какво е нивното социоекономско влијание? Така. Незаразните заболувања веќе со години наназад представуваат еден од ризичните најголемите ризик фактори за смртност на светско ниво. Годишно 41 милион луѓе умираат токму поради незаразните заболувања, или тоа е 71% од вкупните смртности на светско ниво. Тоа е еден навистина сериозен проблем кој што се провлекува на светско ниво, меѓутоа и кај нас во Македонија. Сега, какво е нивното социоекономско влијание? Негативно е. Зошто? Затоа што луѓето кои се соочуваат со заболувања, со незаразни заболувања, имаат проблем пред се нели во реализирање на нивната продуктивност, во реализирање на нивната ефикасност. Од друга страна, незаразните заболувања представуваат еден навистина голем економски товар за буџетите на државите на светско ниво, меѓутоа нели за секоја држава поединечно. Едно истражување кое што било направено покажало дека оние држави кои што се слабо развиени или се уште се нели во развој, доколку инвестираат средства во активности кои што ќе бидат во насока на заштита или превенција на незаразните заболувања, ќе заштитат дури 350 милиарди долари до 2030 година и дури ќе заштитат 8 милиони луѓе од смртност. Односно, истражување исто така покажало дека за секој еден долар инвестиран во активности за превенција на заразни заболувања има поврат на 7 долари, пред се во зголемување на вработеноста, зголемување на продуктивноста и зголемување на подолг животен век. Покрај грижата за физичкото здравје, секако тука и грижата за нашето ментално здравје, кога веќе говориме генерално за поимот здравје, што говорат светските статистики, како стоиме во поглед на ова прашање и што е потребно да се пристапи кон соодветна превенција на менталното здравје и сосема наку со оглед на тоа што времето не гази, да ги споменеме и младите, како нив да ги вклучиме токму во процесот на превенција и заштита на нашето здравје? Менталното здравје во последниве години настапува многу повеќе на сцена и многу ми е драго што е тоа така, затоа што треба да се земе што е можно поголемо внимание да се посвети на оваа тема. Зошто го велам тоа? Затоа што менталното здравје само по себе представува благосостојба во која што на поединецот му е возможено да работи, да се едуцира, да работи на своите планови, на своите идеи, да придонесува. Сега, светските статистики што говорат? Говорат дека имаме зголемување на бројот на лица со депресија, со анксиозност. Повеќе од 5% од светската популација возрастна се соочува со моментот на депресија. Младите, секој еден од 7 адолесценти на возраст 10-19 години се соочува со проблемот на одредени ментални нарушувања и на тој начин ова укажува дека и младите мора да бидат внесени во целиот овој процес на промоција на напредување на здравјето. Затоа што сепак младите се тие кои што треба да го движат светот, да работат, да создаваат и да нели бидат водечката сила во секој општество. Да, како велат, иднината останува на младите, а за да имаме иднината, потребни ни се здрави млади. Даријан, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Убави пораки и поенти испративме по повод 7 април, Светскиот ден на здравјето, кој што уште еднаш треба да не потсети дека грижата за сопственото здравје е секогаш на прво место. Впрочем, на тоа не научи пандемијава на COVID-19 последниве 2 години и дека оваа грижа треба да биде континуирана секој ден, а не само во оние моменти кога здравјето ни е нарушена. Дефинитивно, ви благодарам на поканата. Ми беше чест и задоволство да говориме на една ваква тема и да упатиме на вистина корисни совети и информации. Благодарам за учеството уште еднаш. Благодарам.